Добар ден и добре дојде за Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Како сте попладнево? Добар ден и до вас и до вашите гледачи. Па, какво што е и времето, нели? Ово 16 часот, како можеме да видиме? Ама секогаш со доволно енергија да пренесеме интересни и корисни теми за нашите гледачи, како што и денешнава која што се однесува на велосипедската култура. Ослободување на тротоарите од паркирани возила и урбана опрема и нивно подобрување каде постои потреба, создавање на задоволителна велосипедска локална мрежа, бидејќи велосипедските патеки се исклучиво на булеварите не се доволни за создавање на сигурно и достапно движење и секако што е најважно нула жртви во сообраќајот преку издвоена велосипедска пешачка мрежа. Овие се настојувања кои што ги слушаме години наназад, но како е во реалноста? Имаме ли доволно велосипедски патеки? Првим да кажам дека институцијата која јас ја представувам не се занимава со изградба на велосипедски патеки, но можам да кажам и како представник на институцијата, но и како учесник во сообраќај, не може да се развива инфраструктурата со толкава брзина колку што може да се развие бројот на возила, без разлика дали се моторни, велосипеди, дали се овие нови типови на возила како што се електрични тротинети. Значи никаде на светот патната инфраструктура не може да го држи темпото на брзина на зголемување на бројот на учесници во сообраќајот со она што се гради. Така и велосипедските патеки во главниот град пред се ги има, но не се доволни, се разбира, имаат и своји мани. Пред малку јас и ти зборувавме дека има на некои места каде што јас сум ги видел, излегуваат луѓе од автобус и директно искачаат на велосипедска патека, а во тој момент велосипедистот се движи и сега кој е крив. И затоа јас велам дека секогаш треба да има една сообраќајна култура. Да, вие сте можеби во право, но тоа не значи дека ако сте во право во сообраќајот дека треба и некого да прегазите затоа што сте во право. Значи сообраќајната култура налага да ги процените состојбите во мигот врз основа на правилата, прописите и пропишаната сообраќајна сигнализација. Во конкретниот случај ние имаме велосипедски патеки каде што велосипедистите се движат. Сега секогаш е дискутабилно со колкава брзина се движат, на која страна се движат и по која цена сакаат да поминат. Тоа се сите тие некои прашања кои според мене лично се дел од јавната свест и од сообраќајната култура. Така да одговорот на вашето прашање е има, но недоволно. Се мораме да истакнеме дека изминатите години се работеше на подобрување на примарната велосипедска па и на пешачка инфраструктура, што во комбинација со субвенционирање на велосипеди од страна на повеќе општини низ државата, директно придонесе и бројката на велосипедисти да расте од година на година, што е наше настојување, нели е за пофалба. Меѓутоа, локалната патна мрежа не успеа да се прилагоди на ново настанатите промени во користење на превозните средства, со тоа пак и се доведува во прашање безбедноста на најранливите категории учесници во сообраќајот. Овде се надоврзуваме каква е инфраструктурата и колкава е безбедноста кога говориме за учеството на велосипедистите во сообраќајот. Повторно ќе кажам, инфраструктурата сигурно дека не е доволна, бидејќи не може да се направи толку брзо колку што се зголема бројот на учесници. Ние како Републички совет за безбедност во сообраќај на патиштата имаме кампањи низ целиот тек на годината во зависност од календарот на активност. Имаме еден дел се вика Европска недела на мобилност, која е во септември, која ја промовираме пред се за овие типови на учесници во сообраќај. Значи, велосипедистите се разбира поздраво е, поевтино е, еколошки подобро и побрзо стигате на посакуваната дестинација, одошто одите со возило, односно со моторно возило. Се разбира, тоа е како дел и врз основа на тоа ги утврдуваме правилата, прописите, сообраќајната сигнализација, сето она го утврдуваме како безбедност во сообраќај. Значи има правила колку години, која брзина, каде се движат велосипедите, кога се движат, како одат, што треба да имате од опрема и сето она што треба да имате како велосипедист, како сериозен и одговорен учесник во сообраќај. Јас секогаш велам категориите во сообраќајот никогаш не сум ги делал на велосипедисти, пешаци, мотоциклисти или камионџи или не знам што, туку се делат на одговорни и неодговорни учесници во сообраќај. Тој што е одговорен пешак ќе биде одговорен велосипедист. Тој што е одговорен велосипедист ќе биде одговорен управувач со моторно возило. Така да во однос на тоа повторно ќе кажам, врз основа на
велосипедските патеки и тоа што го имате како велосипедист, се движите по пропишаните правила, прописи, сообраќајна сигнализација. Но морате и да се прилагодувате на условите на теренот. За велосипедистите, но и за другите учесници во сообраќај, особено, но за пешаците и велосипедистите, морате да се прилагодите на условите во моментот каде што сте. Повторно ќе кажам, многу пати јас секогаш за велосипедистите имам една забелешка, велам, колку од велосипедистите преминуваат пешачки премин по правило. Нели има една црвена линија и по неја треба да преминат. Ако ја нема црвената линија, вие сте должен да се симнете од велосипедот и да ја преминете улицата како пешак, буткајќи го велосипедот. Но самите сме сведоци дека тоа не се применува. Не се применува, дека не се оди право, туку се оди лево, десно, па полно пати можете да ве удри велосипедот, дека преминувате пешачки премин ако тој иде во контра насока. Затоа велам, има одговорни и неодговорни учесници во сообраќај и секогаш другиот е крив. И пошто секогаш другиот е крив, јас секогаш ги потсеќам сите учесници во сообраќај, а особено и себе, дека ние сите први сме пешаци, па потоа се понатаму. Но од друга страна секогаш апелирам до пешаците дека и тие, како и сите други учесници во сообраќај, подлегнуваат на правила, прописи и на закони кои во сообраќајот постојат. Значи тоа што сте пешак не ви дава за право. Не значи дека секогаш ќе бидете вие во право. Во право, да. И сега оди тоа до крај, затоа јас велам, мора да се подигне јавната свест. Мора да се подигне сообраќајната култура. Таа се подигнува, нивото се подигнува, но треба уште да се подигнува, бидејќи се подигнува и бројот на разноразни возила, без разлика дали се моторни, на електрика или се на педали или на буткање, се учесници на сообраќај воопшто. Сега, сето тоа треба да го следи и изградбата на патната инфраструктура. Таа секогаш ќе оди поспоро од што може да се купуваат нови возила. Би сакала на кратко само овде да ги споменеме и тротинетите, затоа што секогаш се поставува и прашањето во која категорија спаѓаат тротинетите. Па тоа е проблем со тротинетите, бидејќи тие спаѓаат, тие заедно со велосипедите би требало, но проблемот е што ние следиме Европската унија. Европските земји и Европската унија немаат унифициран начин на закон за тоа како се движат електричните тротинети, како што тоа е со возилата или со велосипедите. Некаде е 14 години старосна граница, некаде е 12, некаде е 25 брзина, некаде е 15 брзина. Ние, кај нас, имаме слична пропишана брзина по велосипедска патека да може да возат 25, исто како и велосипедите. Да пешачката патека, да што одат пешаци, да одат максимум 6 км на час и се разбира правило од десна страна, одење десно по работ на коловозот, одење во правец на сообраќајот, значи патеката која се управува и повторно ќе кажам, малце поголема внимателност, може да сум јас на пешачка патека, но тоа не значи дека треба ме прегазиш ако сум сгрешил. Така да треба една мала толеранција, исто како и за велосипедите, не е обврзувачки да се носи заштитна кацига, но се препорачува. Рефлектирачки елек после од зајди сонце до изгреј сонце и се разбира напред бел светло, назад за се си има правила, само треба да се почитуваат. Има правила и прописи. Затоа велам треба да се подигне сообраќајната култура, малце повеќе трпение, понекогаш може другиот учесник во сообраќај во даден момент да сгреши, треба да имаме трпение и тогаш нема да имаме жртви или ќе имаме нула жртви. Јас ќе заокружам дека за сообраќајната култура треба да учиме уште од мали нозе и затоа ќе констатираме добро е тоа што се повеќе во образованието се враќа практичното изучување кампања секој први на пешачкото и велосипедското движење, нели, за најмладите, од мали нозе да ги знаат и знаците и секако како да учествуваат во сообраќајот како сите рамноправни учесници во сообраќајот. Имаме кампањи за тоа, едукација преку боенки, доаѓаат наши представници на МВР, но многу се важни за децата и родителите. Уште тоа за крај сакам да кажам дека покрај сите овие работи децата се учат од одговорноста на родителите. Ако детето е сведок дека родителот е нервозен во сообраќај и сите се виновни освен он не, и тој ќе биде утре таков возач.
Во спротивно, ако е детето сведок дека родителите ги почитуваат правилата и прописите, имаат една смиреност, внимаваат како возат и тие ќе бидат утре внимателни учесници во сообраќај. Ви благодарам многу за гостувањето. Се надевам дека одговоривме на многу прашања и упативме соодветен апел за сето тоа што се однесува за безбедност на сите учесници во сообраќајот. Апелот и за предходните, за предстојните празници имаме сега, во понеделник имаме и новогодишни. Не конзумирајте алкохол ако управувате со моторно возило или обратно, почитувајте ги правилата, прописите, брзината и бидете одговорни. Не тргајте на пат ако не дозволуваат временските услови. Бидете одговорен према себе, така ќе имаме помалку жртви во сообраќај. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.